На Универзитетското радио на 91 МГц сите оние кои што моментално не слушаат. Кои не слушаат, нека ни пишува. Јас знаеш што ќе им препорачам, оние кои што не слушаат, нека ни пишат, сакам да ми пише некои интересни глупи наслови. Видува ли така? Наслови? Да, па наслови, например, како во стил мислиш за новинарство, така? Куче се самоубило, да речеме. Или што друго може да биде. Не знам, има многу глупи наслови, бидејќи конечно моја тема, наша тема, чисто лична, новинарството, дали новинарите се објективни во оваа држава, дали можат да бидат објективни, дали им верувате луѓе на медиумите и слично. Така, пред новогодишно малку да се занимаваме и со нас, зошто сите запнаа, Игор, дека новинарите не се објективни, новинарите се вакви, новинарите се онакви. На појма немаат, бе, тони. Немаат. Кој, тие што велат така или новинарите? Тие што велат така, апсолутно. Мака што мора да признаеш дека последните 2-3 недели на живци ни идеа некои новинари. Покажаа дека има право некој што вела дека. Ние направивме анализа, да речам, за тоа дека ова е клучна тема, затоа што се случија, да речам, многу пресвртни работи поврзани со новинарите, новинарството и некако сите се надеваат дека од овој момент или од ова време па натаму некако ќе тргне за новинарите и новинарството, а мораме да кажеме дека тоа е една исклучително важна работа, не дека ние ја правиме. Види, ама е важна работа. Тоа што се погодило ние да работиме новинарство, тоа е сигурно добро, затоа што на тапет сме, еве нека ни кажат и нам дали ни веруваат, значи нема никаков проблем. И мене ми веруваат тоа сигурно. Не знам кој ти верува, кој не ти верува, но морам да признам дека темава ми е интересна затоа што новинарството е важно во државата. Така е. Кој што сака нека говори. Мислам дека една област која што би требало да придонесе во подобрувањето на амбиентот во кој живееме. Меѓутоа, ако имаат доверба луѓето во нас новинарите, ако сметаат дека можеме да бидеме објективни, мислам дека од еден медиумски бум своевремено таму во почетокот на 90-тите години, средината на 90-тите години, од осамостојувањето, и кога беше многу популарно новинарството, кој имавме новинарство кој што навистина беше коректор на јавното мислење, кој што му веруваа многу луѓето, последните 13-14 години ние сме во ситуација да имаме многу чудно новинарство. Многу чудно новинарство кое што на некој начин се покажа како не толку објективно, се покажа како клиентелистичко, се покажа како медиуми кои што беа во голема спрега со властите, и оттаму ја мислам дека можам да ги оправдам тие луѓе кои што сметаат дека и немаат кој знае колку доверба во медиумите. Не знам само дали е поставена како се вика пол на Facebook, ако не е поставена сега ќе го поставам. Меѓутоа, во секој случај, ако имате можност, ако ја гледате, пошто некои ми кажаа дека не ја гледаат, како се вика, Штото, како анкетата може да гласат, ова за гласање што не го гледаат, сите овие што го гледате, гласајте, сите оние кои што не го гледате, пишете дека не го гледате или коментирате во коментар дали вие верувате на медиумите или не. Ја мислам дека би требало да има ова, како се вика, да се гледа ова за гласање, ако се гледа ќе гласаат, ако не, да сме живи и здрави. Во секој случај коментирайте на Facebook, кажете ни дали вие лично им верувате на медиумите или не им верувате на медиумите, дали им верувате на новинарите и дали воопшто новинарството може да биде објективно, затоа што многумина го поставуваат тоа прашање во смисла дека новинарството многу е тешко да се биде објективен овие денови, Тони. Да, јас тврдам дека е тешко да се биде објективен и не е баш лесна новинарската професија во овие денешни времиња, посебно со оглед на тоа дека сите сакаат да стават рака на новинарството, на медиумите. Значи политички партии, најмногу, власта, секогаш, бизнис кругови, уште како сакаат, бидејќи сваќаат која е моќта на новинарството и на медиумите. И сега тука е моментот на тоа колку медиумите сакаат да ги имаат под контрола, политичарите се разбира и бизнис секторот, колку самите новинари. И тоа е една ситуација во која новинарите се во најнезавидна ситуација, најнезавидна положба. Едноставно, Саше не слуша, да. Ако Саше, драго ми е што ме слушаш. И морам да кажам дека
ние имаме ситуација во која новинарите пак ќе повторно се во најнезавидна ситуација, бидејќи тие треба од една страна, како и ние си имаме во себе, секој вистински новинар, професионалец си има во себе прво и основно треба да му е објективното информирање и како би рекол независно новинарство. Така е. Вистината пред се. Независно вистиното, да. Да откриеш нешто што е важно за граѓаните, да овозможиш нешто подобро, да ја знаат граѓаните вистината, иако нели често пати вистината зависи од околностите. И тука новинарот тоа се го има во себе, ама дали може да го реализира е големо прашање на кое што побаравме одговор и од наши колеги. Имаме многу снимки интересни, но многу ме интересира да ни пишуваат и они кои што често пати знаат да кажат вие ли бе новинарите. Да, сите имаат коментар некако за новинарите, сите некако сакаат да ни бидат уредници. Јас сум се фатил во таа ситуација, особено сега кога ја водим оваа неноќна програма, сите некако сакаат да ни кажат што да ставиш на тема, па што да кажеш, па како да го кажеш тоа, нападни некого од околу, кажи, па колку простор си дал на еден, на друг, и некако сите сакаат да ти ја уредуваат програмата, тоа е многу интересно, а никој не сака да работи новинарство. Сега, на емисија на непрофитно радио, кај што нема политика, значи се обидуваат. Можеш и да замислиш, Игор, можеш да замислиш всушност, бидејќи двајцата доаѓаме од медиуми, порано сме биле во тоа дневно новинарство и знаеме како стојат работите, но еве, ако така се случува овде, замисли како е во секторот новинарски, во овие големи медиумски куќи, зошто, ако си бараме одговор и ќе можеби во изборното собрание на ЗНМ, кое што се случи минатата сабота, зошто толку интерес за позицијата? Да, многу беше интересно, многу луѓе, јас прв пат како што видов таму, сум член некои 10 години, и може и не 10, меѓутоа 9 сигурно, и како што видов прв пат во овие 10 години, толку многу голем интерес има за позициите во Сдруженијето на новинари, па имаше интриги интересни, па некои беа против, па и навистина беше чудно за мене тоа. А зашто? Затоа што Сдруженијето на новинари е според тоа бројот на членови е легитимен партнер на било која влада во донесување на законите, во влијание. И за среќа, мое лично мислење, уште Сдруженијето на новинари на Македонија е на страната на вистината и на страната на тоа што на доброто новинарство, професионално новинарство, стандарди, почитување и слично. И токму затоа имавме ситуации во кои некои други кои што беа символ за непочитување на стандардите, символ за непочитување на професионалноста, формираат друго здружение, па сакаат да бидат партнери и така натаму и така натаму. Тоа се издржа. И јас само да кажам кои се ќе слушнеме денеска. Ние се обидовме да собереме различни мислења, меѓутоа сите тие мислења се од новинари и затоа денеска ги еден снимател. Еден снимател, да, сите тоа се луѓе кои што работат во областа на новинарството. И затоа денеска го бараме вашето мислење за сите вие кои што сте моментално на интернет, кои што не слушате и кои што не следите, го бараме вашето мислење за новинарите и новинарството, дали им верувате. А сите оние кои што ги консултиравме ние се поврзани со медиумите, како што реков. Тоа се Зоран Фидановски, тој е долгогодишен новинар и моментално член на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, односно во нивниот совет. Потоа Оливера Жежова од регионалната телевизија Стар, која што е главниот говорен уредник во телевизија Стар. Викторија Димитрова Јованова, дописник на Телма, телевизија или дописник на Мија. Дописник на Мија. Горан Тодоров, снимател во самиот се понуди да каже нешто затоа што се координира со новинарите. Во Ирис, Жанета Трајковска, која што е во македонски директор на Македонски институт за медиуми, односно на школата за новинарство, така ќе му дојде. Јасмина Миронски, која што е во моментов е професор по новинарство на Високата школа за новинарство и односи со јавност за новинарство. Мислам дека меѓутоа доскоро беше дописник на Франс Прес, беше во Нова Македонија, значи долги години е во новинарството и мислам дека и Весна Крстева, нашата колешка од Канал 77, ако не е спомнам. Така, и Весна Крстева, која што е новинар и уредник во Канал 77.
Мислам дека имаме доста колеги кои што збореа многу на темата за објективноста на новинарството. Сите нив ги прашавме речиси слични прашања поврзани со новинарството, дали тие мислат дека се објективни, дали не се објективни. Сите ние имаме свое мислење кога станува збор за тоа, меѓутоа морам само на стартот да кажам колку е подценета професијата новинарство во светски рамки. Зборувам затоа што ние можем да кажем слободно дека имаме и ризична професија. Неодамна излезе оној извештај на Репортери без граници за 2018 година. Билансот тоа ни е 80 новинари се убиени, 348 се во затвор, 60 се водат како заложници. Значи, тоа е лош, црн биланс, лош е. Најголем степен на непријателство кон медиумските работници во историјата на бележењето на статистики. Оваа година 2018 беше најлоша да се биде новинар во светот, зборувам. А бројките се зголемени во сите категории, во убиства, затворење, заложништво, насилни исчезнувања, се е тоа зголемено. Новинарите никогаш порано не биле подложени на насилство како во 2018 година, така стои во извештајот на Репортери без граници. За среќа Македонија оваа година мислам дека малку отскокнува од тој сегмент. Да, ние не сме можеби најлоши оваа година за разлика од претходните години, меѓутоа тоа не можеме значително да влијаеме во овај процент на светски рамки. Бројката на убиени новинари се зголемила за 15% од 55 во 2017 на 63 годинава и овој број се намалувал во претходните 3 години, само оваа година расте. Во светски рамки значи прилично лоша ситуација, но тоа од опасноста на професијата. Овде во Македонија за жал професијата новинарство се соочува со нешто друго, со многу ниски плати, со подценето со тој аспект што е навистина лошо, со огромно влијание на партиски и владеачки структури на медиумите, на новинарите во претходниот период. И сега и еден друг проблем, голем дел на новинари кои што заминаа во португалски води и така. И сериозната корупција која што владее, претпоставам и владееше многу во медиумите кога со државни пари и се уште има ситуација кога се субвенционираат медиуми. Знаеш дека лично јас сум против секаква субвенција на медиуми. Генерално сум против државна интервенција во медиумите. Инаку, Афганистан е најсмртоносната земја на светот за новинарите. Секако таму многу нешта се случуваат, ризично е тоа подрачје, меѓутоа сакав да кажам нешто друго. Сепак мора да се призна дека еден од најголемите проблеми на новинарите сепак се ниските плати. Тука мислиш во Македонија, да. Подценетост од секој аспект и мислам дека особено во источна, нели ние правевме едно истражување и тоа добро е било да го споделиме и со нашите слушатели, особено во источна Македонија, добро е да знаат нашите слушатели дека 90% од новинарите земаат подпросечна плата. Подпросечна и од текстилот, сега како што 90% од новинарите. Значи имавме ние интересно истражување во кое што 10% од новинарите земаат под до 10.000 денари плата. Така беше официјални се тие податоци и истражување кои што е релевантно и може ќе го споделиме и на нашата. Може се најде на сајтот на ЗНМ. И да кажам, значи, затоа реков дека ми е драго што говориме оваа вечер за оваа тема во ова предпоследно издание на неноќна програма во оваа година. Оваа сезона? Да, првата сезона ја завршуваме. Завршивме на сезона, идната среда. Почнавме на шега, направивме една сезона. Да, браво за нас. Си дава аплауз. И да, и Саше. Браво, без Саше ништо не можеме. Александар Максимов ни е максимална подршка. Максимус. Да. Максим. И нормално уште еднаш поздрав сите кои што не слушаат, следете ни на Facebook и слушнете што имаме во продолжение да ви кажеме. Секоја среда сме со вас и ќе бидеме така и после празниците, но рано е, нели, идната среда, така ќе бидеме со една многу интересно издание на емисијата. Сега сме се уште со новинарите и новинарството. Пред да ги слушнеме колегите, да слушнеме уште еден колега Сенат кој што ни коментира. Поздрав до
Сцената од Берово, најобјективното новинарство во Балканот, Хрватска. Значи тој моментално е во Хрватска и вели дека таму има најобјективно новинарство на Балканот, па може да сподели со нас зошто мисли дека е најобјективна Хрватска во областа на новинарството, што ги прави нив поразлични од нас кога станува збор за медиумите и новинарството. Сенат јас ќе се согласам со него затоа што да, Хрватска направи, ама каде е тајната? Никој не сака да свати. Многу мои колеги велат зошто си запнал Тони, слично како Насер Селмани кој што беше доскоро председател на ЗНМ, зошто си запнал Тони да се реформира, да биде јака македонска телевизија, дека тоа било битно. За мене е многу важно. Да. Еве, Хрватска има многу силен јавен сервис и затоа имаат прекрасни емисии и многу добро новинарство имаат. Сенат е во право. Поздрав до Сенат. Сенат не сме се виделе долго време, се надевам кога ќе биде овде во близина наша ќе се видиме. Можеме да почнеме, мислам дека со изјавите. Ајде да се изјавите. Не се ни малку. Значи прво одиме со Зоран Фидановски. Дали новинарите може да бидат објективни? Зоран Фидановски е долгогодишен новинар, сега моментално член на Агенцијата за регулаторното тело за медиуми. Не дали можат. Новинарите мораат да бидат објективни ако сакаат да се занимаваат со таа професија. Во спротивно може да предат во табор на пропагандисти или на промотори на некакви нешта или некакви појави. Професијата новинар е општествено одговорна пред се, таа е јавна и доброволна професија и секој што одбра да работи мора да ги знае непишаните правила на игра, а тоа е да почитува максимално етиката, етичкиот кодекс, а пред се значи објективност меѓу другото. Значи, објективност примарно е почитување на етичкиот кодекс и после тоа значи почитување на двостранност или повеќе странност на изворите, приватност, заштита до онаму до кај што не е во спротивност со јавниот интерес и така натаму да не ги гледаме останатите етички критериуми. Во секој случај без објективност нема новинарство. Може многу луѓе да бидат работени во новинарството, но малкумина би биле новинари ако се такви или ако е право пропорционално нивниот број со бројот на тие што сакаат да работат објективно. Ете, тој вели дека новинарите мора да бидат објективни, меѓутоа после ќе слушнеме снимки за тоа со кои пречки се очуваат во тој процес на објективност. Гледам дека не гледаат и некои кои што се студенти на новинарство. Нека пишат? Да, ја би сакал да го слушнеме нивното мислење, особено е интересно мислењето на младите затоа што тие имаат, како велиме, перспектива поразлична заради интернетот. Сега медиумите се на глобалниот пазар. Треба да слушнат и мислења во кои што мислам дека Жанета од МИМ, извршниот директор на МИМ, Жанета Трајковска, ни кажа дека добро Саше ни кажа дека недостатсува како да ја немаме таа нова генерација на новинари. Значи, треба да го заземаат своето место полека, но сигурно јас уште ќе им порачам и на нив и на сите кои што и студенти кои што не слушаат. Јас на времето кога студирав новинарство да има вакво радио студентско и телевизија студио кој што е доле, ќе бев презадоволен. Да. И ги поканувам на вистина нека дојдат и кај нас во емисија, нека се реализираат себе си. Прекрасна професија новинарството. Настрана тоа што колеги уште велат, ако знаеш кога да го направиш. Не, супер си. И значи новата генерација на новинари е таа која што треба да го понесе сега товарот натаму. Односно, за да бидеме објективно, бидејќи има една дупка која што ја направија, можам и јавно да кажем која ја направи, началниците новинари ја направија, оние кои што ги слушавме во бомбите, оние кои што практикуваа новинарство во кое што пола од прилозите во вести им беа нарачани, ете тие направија дупка во која што новинарите изгубија интерес. Систематски се уништуваше, да. Да, тие делумно имаат. Добро, можеме ние и да одиме понатаму. Поздрав до сите кои што не слушаат уште еднаш. Нека пишат. Ајде одиме со Оливера Жежова од регионална телевизија Стар. Интересна е нејзината перспектива затоа што испоред мое мислење и според мислење на многу други колеги, регионалните и локални медиуми се очуваат со малку поразлични проблеми од националните. Дефинитивно, да, дефинитивно имаат многу повеќе притисоци во локалните средини, сите луѓе се знаат меѓу себе. Многу е тешко да се биде објективно, многу е тешко да критикувате градоначалникот кој утре ќе го видите на кафе, ќе седнете со него. Многу е тешко да пишувате против директорот на ИСАР или не знам против не било кој, затоа што тоа се луѓе кои што ги познаваат вашите роднини, пријатели. Ама е тешко. Да се потсетиме на тоа дека пред да ги слушнеме и тие изјави, кога говориме за ова колку е тешко да пишуваш за луѓе со кои што утре ќе се видиш, најголемите приказни
кои што останале во историјата Се направени се направени затоа што некој не мислел на тоа. Мора тоа да го разграничиш. Меѓутоа мора да кажеме и дека локалното новинарство пак е најмоќно од една страна, затоа што има многу големо влијание, нели? Така. Локалните новинари имаат многу поголема доверба меѓу затоа што баш е мало место и најголем дел од убиствата, мислам дека 90% од убиствата врз новинари се врз локални новинари. И мора само да кажам пред да го слушнеме ова дека Викторија Димитрова Иванова во изјава која што мислам дека не влезе во симнатите вели ќе кажам, ќе цитирам, дека не е веќе така, нема само локални теми и дека не е толку да се кочат новинарите, известуваат за се и регионални се повеќе нашите медиуми опфаќаат регионални теми. Одиме Оливера Жежова, така. Новинарството и објективноста се работи кои што би требало да одат рака под рака, меѓутоа кои што многу тешко се спојиви. Не само во локални, регионални или национални рамки, туку мислам дека е тоа еден светски тренд. Со самата зависност на медиумите, на медиумските куки од економскиот пазар, дали тоа ќе биде ориентирано кон општините, кон владини или невладини проекти, кон одредени поголеми компании, сето тоа не прави помалку воздржани кога би требало да се нападне или да се искритикува безрезервно нешто од кое што ние економски зависиме. Така што објективност да, меѓутоа објективност до одредена мерка би рекла воопшто кај сите новинари постои таа задршка. Реална слика. Да, апсолутно. Реална слика, сосема искрена. Мама така е, значи за жал мораме да признаеме дека медиумите мора да живеат од нешто. Дали тоа ќе бидат рекламите, а пак кај нас тоа колку се измешани тие работи, пазарот, вака така, од некаде треба да живеат. Ако се зависни, значи тотално независен новинарство е многу тешко. Нема тотално независен човек, не постои човек кој што не biased, како се тоа. Biased, како се преведува Саше? Не знам. Пристрасен. Значи нема непристрасен човек. Не може тако нешто постои така. Ама има една друга работа, треба да правиме разлика од независност до објективност. Има малку разлика. Да. Има малку разлика и затоа независноста тешка е независноста и на самите медиуми и самите новинари, ама објективноста може да ја постигнат. Дури кога до одредена мерка се зависи. Значи, сепак да се стремат кон објективност. Објективност е на крајот на краиштата и една ситуација да се пренесе, да не се прикрие ништо, бидејќи, нели, често пати... Да, тоа е. Објективноста и да се гледат од повеќе агли и приказната, да не се сокријат информации и апсолутно да се третира, да речем, на еден фер начин и фер односот, вели, не може да има една добра, вели, не може да се биде апсолутно објективен, меѓутоа може да се биде фер. Значи, кога известуваме, можеме да бидеме, да се обидеме да бидеме фер, односно секојаш да ја прашаме двете страни и така натаму. И така да ни веруваат. Тука е проблемот на економската зависност на новинарите и има една етичка дилема со која што ја зборевме и со Зоран Фидановски, дека дали ако, например, главен рекламер во вашата телевизија е фабрика за производство на автомобили кои што даваат милионски суми и вие откривате дека нешто не е во ред со нивните автомобили, дали тоа ќе го објавите или нема да го објавите. Која сака фабрика нека е, колку и да се тие, како се вика, искрени, тие ќе го откажат рекламата, ќе ги откажат. Ама така се раѓаат големите стори. Да. Така се прави промена, така се прави разлика во светот, се прави промена за Сашо, одиме снимки се наред. Повторно, Викторија ја споменав за објективноста и причините за евентуално да можат или да не можат да бидат објективни. Одиме Саше со снимката Викторија. Новинарите во Македонија можат да бидат објективни, доколку тоа самите редакции им го дозволат и секако доколку самите новинари се ги почитуваат стандардите, кодексот и сето она што треба да се направи за да се напише или произведе текст, прилог, телевизиски прилог. Значи ли тоа дека може би повеќе сакаат, ама дали можат зависи од други? Па во услови на кога новинарите се финансиски врзани со редакциите во кои што работат,
Законските регулативи не толку многу, меѓутоа зависноста од политиката, од бизнисот, од она што нивните газди и како се поврзани со одредени политички партии и со бизнис елитата. Тоа беше Викторија. Ете, тоа е. Значи, тоа се причините кои што би продадени. Ама многу интересно беше со нас додека го снимавме ова и снимателот во телевизија Ирис Горан Тодоров и рече: еве, јас да го кажам моето мислење. Го слушаме нашиот пријател Горан, точно што тој мисли. Јас мислам дека новинарството во Македонија ќе биде многу пообјективно доколку се обезбеди независно финансирање на медиумите. Се додека власта ги финансира медиумите како политичка партија, нема да има објективно новинарство. Ама веќе година-две реформите стоат во место и како да нема надеж дека ќе им се овозможи да бидат независни. Па тоа би требало да биде обврска не само на власта, туку на целата јавност. Значи сепак новинарите и да сакаат да бидат објективни, често пати се спречени од тоа што медиумот во кој што работат е зависен од некого. Да, со договорите за известување се врши притисок врз новинарството. Да, многу реално, апсолутно. Значи има направено едно истражување, сега професорот Страшко ми праќа постојано, меѓутоа се многу текстови кои што не можам да ги исчитам баш сега во моментот. Само ќе потсетам дека корелацијата меѓу политиката и медиумите ја има. Од една страна, нели, медиумите треба да обезбедат обстанок на пазарни услови, значи тие да се на пазарот, меѓутоа од друга страна политичките субјекти сакаат да го контролираат медиумскиот простор, а со тоа и да влијаат врз медиумите и така го финансираат. Финансирањето од владата или владени извори, тоа се државни компании или компании во кои што владата има удел, но и компании чии собственици се дел од потесниот или поширокиот состав на владеачките гарнитури. Тука мора да се земат, нели, некои пратеници, министри се собственици на компании, па тие компании повторно. Тука значи се многу луѓе во прашање кои што директно или индиректно влијаат на медиумите. Кај Националниот телевизиски сервис вакното финансирање многу често оди преку директни дотации, додека во приватниот медиумски сектор тие се преку политички кампањи, но и владини промотивни програми и реклами. Според мене, мое мислење е дека мислам сега веќе има закон, меѓутоа треба да се забрани владино рекламирање на владини компании во било која смисла. Ако сакаат, можеби треба да има некој дел во законот да им дозволат 1 минута информативно да споделат некој сообщение. Затоа постои јавен радиодифузен сервис. Затоа постои. Да. Затоа и така треба да биде. Ама ете, уште тој модел се бара и никако да се најде. Мислам дека наред ни е една интересна снимка со Жанета Трајковска, што според неа е потребно за да има поголем степен на објективност. Значи, што смета таа Жанета Трајковска, уште еднаш директор на Македонскиот институт за медиуми? За да може да функционира новинарската професија, мораме да имаме сериозни прво политичка волја и сериозни услови во општеството да може да работат во името на граѓаните, да го штитат јавниот интерес. Кога имаме се состојба како што имавме претходно, кога имаше пропаганда, кога имаше притисоци, закани кон медиуми, купени медиуми, едноставно сериозни клиентелистички врски помеѓу медиумите и помеѓу центрите на моќ, не само власта, тука имаме економски центри на моќ, не можеме да говориме за професионално новинарство. Сега имаме малку поинаква ситуација, која што треба да се дочисти состојбата и да имаме навистина едно плурално општество, но повторно ќе речам и самите медиуми ќе може и ќе мора да се ја земат својата обврска во своји раце, затоа што професионалните стандарди ни се паднати на многу ниско ниво, едноставно како да владе една апатија и помеѓу колегите заради тоа што јас можам да ги разберам, затоа што ова е како еден затворен круг од кој што нема излез. Мислам дека 2019 ќе биде година каде што многу работи ќе се расчистат. Се надевам на позитивно, нели нема повторно да се вратиме назад. Да, сите се надеваме на позитивно и дека нема да се вратиме на времето, да речеме, кога медиумите се
подобри треба да стануваат, меѓутоа многу е тешко, очигледно. Сакам само да кажам, вториот алтернативен или примерен извор за финансирање кој што е детектиран во овој труд кој што ми го прати професор Страшко е извор на финансирање кај електронските медиуми кој што директно доаѓа од финансиски средства кои што ги обезбедува собственикот, односно собствениците, значи преку своји извори на финансирање. Ова вели и трудот изгледа како нормална појава, но клучно е фактот дека дел од медиумите ниту се обидуваат да функционираат на пазарна логика, а со тоа да генерираат профит. Ова особено претпоставам дека важи за локални регионални медиуми. Собствениците ги користат медиумите како параван зад кој стои реализација на нивните бизнис интереси кои што не се поврзани со медиумскиот бизнис. Јас што веќе не гледа професорот Страшко Стојановски, јас пак да кажам, има отворена покана секојаш, има место за него овде, може да дојде и да седне со нас. Слободно, во секој момент. Професоре, те чекаме овде во студио. Може и веднаш да дојде. Веднаш може. Веднаш се чекаме. А сега две снимки кои што според мене се слични и треба да изслушаме веднаш. Да. Весна Крстева, уредник во Канал 77, со незиното мислење дали новинарите сакаат и дали можат да бидат објективни, и Јасмина Миронски, професор во Високата школа за новинарство и доскорешен дописник на Франс Прес, кој што двете некако се на слично мислење, што мене ме радува дека новинарите сакаат да бидат објективни. Двете снимки заедно, Саши. Можат да бидат објективни ако сакат и ако ја дозволува медиумот таму дека работат. А дали сакат? Да, сакат. Кои се најголеми пречки што не им овозможуваат да бидат објективни новинарите и зошто во последно време јавноста не третира нас новинарите како необјективни? Многу често се случува тоа. Па годините наназад покажаа дека новинарите можат да работат за одредени политички партии или да ги штитат интересите на собствениците на медиумите каде што работат. Примери има доста и едноставно на луѓето се презаситија од сите тие информации и на поголем дел и не веруваат. Значи ќе помине подолго време за да едноставно работите да се стават во ред и граѓаните да им почнат да им веруваат. Сепак постојат и медиуми на кои што и веруваат. Тоа е факт. Сметам дека голем дел сакаат да бидат, сметам дека дел мислат дека се објективни, всушност не се. Некои од нив свесност дозволуваат да бидат изманипулирани заради одредени цели интереси, други пак несвесно. Знаете, имаат млади, има многу млади луѓе кои трчаат по кариери и веруваат во нештата. Тие едноставно веруваат во се и се тоа што ќе им се каже. Значи имаме и свесно и несвесно манипулирани луѓе кои работат во новинарството и во медиумите, но сепак да кажеме дека има и објективни или оние барем кои се обидуваат тоа да бидат. Имаме надеж, значи. Па секако да, јас во принцип сакам да верувам дека новинарите ќе останат борци, како што кажав, во интерес на народот, во интерес на јавноста, поточно кажано, значи, и да ја соопштуваат вистината, фактите, на некој начин да ја едуцираат, тоа е првичната задача на новинарите. Ете. Професоре, благодарам на пораките, ама те чекаме овде. Што вика? Ќе ти кажам ако веќе ме рекламирате, кажете дека имам нов телефон и слики добри правам. Така е, значи Страшко ни е прати ни професоре некоја слика. Најдобро да дојде да не фотографира бидејќи прави добри фотографии. Ај за мене и така не е толку битно, ама за Игор е добро да направиш една добра фотографија. Финансирањето на медиумите, збориме за медиуми, од меѓународни извори на финансирање се обезбедува преку одредени програми пред се Европската унија, но одредени меѓународни невладини организации, фондации, под плаштот на идејата за демократизација на медиумскиот простор, професионализација на медиумите и нивните вработени, постои можност за создавање политички дискурс во рамките на кој медиумите добиваат одредени политички афилијации. Ваквата суптилна политизација на одредени медиуми во насока на поддршка на одредени политички субјекти станува особено видлива во услови на поинтензивна политичка мобилизација. Ова зборува дека дел од, да речем, недобрите, така, барем според овој труд, извори на финансирање се и меѓународните организации, особено Европската унија, затоа што тие би можеле, барем според ова истражување, да дават одредени насоки за медиумите, иако морам да признам
моето искуство, искуството на колегите и она кое што ние го направивме во нашето истражување преку анкета на новинари, ги прашавме едноставно дали вие чувствувате дека некоја меѓународна организација има влијание во вашата уредувачка политика. 90% од новинарите кажаа дека не чувствуваат влијание од ниедна меѓународна организација која што е надвор од Македонија во нивната уредувачка политика, затоа што претпоставувам дека кога се прават вакви констатации, добро било да се види нели кој ги финансира и сето тоа, меѓутоа добро било да се прашат новинарите дали тие мислат или чувствуваат влијание или мешање во уредувачката политика. Сега морам јас да споделам едно мое лично мислење и чувство кое што го имам. Ние говориме сега за објективност или дали може да биде. Ова си е наша тема, затоа многу збориме. Да. И инаку и наредните две снимки заедно би требало да одат. Добри се Жанета и Зоран, зборат за слични работи, ќе кажам зашто. Меѓутоа, моето мислење и чувство. Значи ние говориме сега за објективноста на дали може дали сакат. Добро, не сме секој да се разбереме. Значи многу е не е баш лесно во денешно време да се биде објективен. Јас изнамачив. Ако се стремиме да бидеме објективни, ако се трудиме, ќе биде добро. Меѓутоа, дека граѓаните, дека слушателите, гледачите, граѓаните во кај нас во Македонија сакаат и веруваат на новинарите, очекуваат многу од новинарите, тоа е вистина. Саша е објективен. Значи да се разбереме, Саша е супер објективен денеска посебно. Те поздрави Страшко, ќе ти кажам со што. Значи, еве пример, колку пати на улица ќе несреќаваат луѓе и се обидуваат да кажат што и како треба да правиме. Тоа е очекување некој. Едно е да влијаат, да сакаат да влијаат, онака нели да ни се прават уредници, друго е луѓе кои што сметаат дека можеме да покренеме одреден проблем да се решава. Да. Значи веруваат и тоа е добро, ние тоа треба да го искористиме, ама не да го искористиме во насока нели, да го искористиме за да направиме нешто добро. Така е. Зошто треба да одат овие две снимки заедно? Тоа е за претседник. На што? Нешто го знаеме, бе, председател. Одиме со снимки. Жанета. До кај стигнавме? Да, Жанета треба да ни оди за зависност и реформа на јавниот сектор. Ова е практично мислењето на Жанета Трајковска во врска со тоа практично дали може да бидат објективни? Колку можат, зошто и дали треба да бидат, и за реформите на јавниот сектор колку се важни, тоа што го реков и јас. Да, Македонската радиотелевизија, Македонската информативна агенција се клучните столбот на медиумскиот простор во Македонија. И затоа реков дека можеме да ги слушнеме и Жанета и Зоран Фидановски заедно. Значи Саше, одат двете снимки заедно 5 и 6, едно по друго. Во принцип, да, новинарите може да бидат објективни и професионални, заради тоа што имаме услови, барем во дел од медиумите, да се случи тоа. Она што е проблем е дека во нашава држава во овој момент имаме еден период на посттрауматски период, така да кажеме, после владењето на ВМРО, каде што медиумите стварно беа во незавидна ситуација и најголем дел од нив беа под капата на тогашната власт. Дел од нив беа и пропагандистички ориентирани, сега гледаме една поинаква малку ситуација. Гледаме ситуација каде што дел од медиумите престанаа да функционираат, посебно тие кои што примаа пари директно од што зависеа од владата, што земаа пари преку реклами или други дотации од владините институции. Од друга страна имаме намален економски пазар и имаме многу сериозни тешкоти за да бидат медиумите независни финансиски, ајде така да кажеме. Но сепак мислам дека ако оваа влада, она што го тврди, што го кажува дека сака да направи медиумски реформи, го воспостави, тогаш ќе имаме една шанса за поголема професионалност на медиумите. Сега, вака како што стојат работите, мислам дека медиумите треба да бидат свесни и приватните, дека она што прво мора да го направиме е да вложиме напори јавниот сервис да стане подобар, бидејќи тој треба да биде некаква водилка на професионалност, етичност и објективност во известувањето, бидејќи јавен сервис и припаја на сите нас, а приватните медиуми да го следат во овој дел. Сега малку нели не е така ситуацијата, но сепак мислам дека медиумите имаат една барем дел од медиумите каде што собствениците се свесни за улогата на медиумите и за во штетењето на јавниот интерес. Мислам дека можат дел од нив да бидат објективни.
Добре, влегов малку во програма непотребно. Нешто се договаравме со Саша. Добро, сакав да влеземе и да дадеме еден вовет и на наредната снимка и малку да кажеме за македонската радио телевизија и за МИА. Тоа се некои работи кои што и ние ги анализиравме во нашето истражување. Сега не знам колку ги интересира нашите слушатели тоа, меѓутоа еве ако сакаат да знаат малку повеќе, znm.org.mk, таму може да го најдат истражувањето кое што се однесува директно и е поврзано со македонската радио телевизија или МИА. Резултатите кои што ние ги добивме, кои што сакам да ги споделам со нашите слушатели е дека македонската радио телевизија во моментот кога ние го правевме истражувањето во речиси си цела источна Македонија, од Вардар па ваму десно, така му да е, лево. Од Куманово до Гевгелија. Е така, значи македонската радио телевизија нема ниту еден дописник. Нема. И уште нема. Македонската радио има тројца дописници во Куманово, кои што покрива и Кратово, во Крива Паланка и во Струмица. Професоре, Крива Паланка, професоре. Овие дописници, ја мислам дошол. Овие дописници се ангажирани само за македонското радио, што значи дека македонската телевизија нема ниту еден дописник, што е навистина една жална ситуација. Бројот на население во тој момент кога сме оправили истражувањето бил 527.000 жители во регионот, што значи дека е навистина жално 520.000 жители кои што плаќаат за македонска радио телевизија да немаат свој новинар во Источна Македонија. Сега морам да го кажам. Морам да кажам само дека во тој поглед МИА се подобрува. Почна да вработува дел од дописничкиот кадар, што малку има таму подобрување, но мора да го следи тој пример и македонската радио телевизија. Инаку е залудно. Така, јас ќе споделам уште малку интересни податоци. Македонската радио телевизија во Источна Македонија нема ниту еден активен дописен центар. Свој простори, значи имаат свој простори. Имаат во Струмица и во Штип, меѓутоа не ги користат. Во Штип се издадени под кирија, а во Струмица мислам дека не функционира, ништо нема таму. Немало, било во распад, така кажува. Дописната мрежа на МРТВ нема службени возила за дописниците, а на доместок за платен превоз е наводно вкалкулиран во бурто плата како кај сите вработени. За подалечни релации се обезбедуваат патни налози. Интересно е што МРТВ има 35 моторни возила, ниту едно во Источна Македонија. Добро, 35, нели може да најдат едно да стават тука? Не може, тешко е, возилата се тешка работа, тоа да се разбереме. Мислам, тешко се даваат возила. Просечна бруто плата на тројцата вработени во македонската радио телевизија изнесува 34.000 денари, а просечната нето плата изнесува 23.140 денари. Во моментот кога сме оправили истражување. Така. И сега, слушаме Зоран Фидановски, кој што зборува токму на таа тема за македонската радио телевизија и за МИА. Го прашав за негово мислење дали овие две големи, огромни организации направија добро или лошо за новинарството изминативе години. Еве, кога зборуваме за јавниот сервис, од него го плаќа, граѓаните го плаќаат, да. Јавниот сервис до сега за жал се третираше како изборен плен. Која партија дојде на власт, него го сметаше како изборен плен и сметаше дека може да прави што сака со него. Заборајќи ги при тоа основната функција дека тој е сервис кој што им служи на граѓаните. Има врска да информира, да едуцира и да забавува. Од тие причини ние сме били сведоци на класични дезинформации, наместо да биде промотор на информирањето, на објективното новинарство професионално, ние бевме сведоци немалку пати да се повикаат на некакви дали се медиуми, не можам да ги кажам, порталчиња или не знам какви човек, онлайн медиум, кој што тера типична пропагандна војна или пропаганда во корист на некого. И јавниот сервис падна на ниски ранки да дозволи да ги цитира нив или да се повикува на нив. Што е тоа? Тоа е срамота. Апсолутно мора да се промени од корен таквото нешто. И МИА можам да кажам дека во годините на нас за добар дел, не секогаш. Кога се формираше, имаше еден ентузијазам, се сеќавам кога се формираше, некаде 98 имаше луѓе кои што професионално внатре влегува, меѓутоа со промените на властите, заради тоа што потпаѓа под таков плашт на промени и затоа што и таа се третираше на тој начин како изборен плен, залутуваше во новинарскиот дел. Тоа е. Ова е жалната вистина. Ја знае, значи Зоран... Ние ја знаеме, меѓутоа можеби граѓаните слушателите не ја знаат. Само да ви кажам,
Македонската радио телевизија има буџет од 15 милиони евра. Цела држава. 15 милиони евра. Сите граѓани плаќа. Ова беше ефект на смеење. Сите граѓани плаќаат 15 милиони евра даваат граѓаните за да не лажат, да речеме, во одредени ситуации или да не известуваат објективно. 15 милиони евра, Тони. И плюс многу малку собствена продукција, плюс да ги нема во внатрешноста таму кај што да нема речиси информации кои ќе треба да се јавуваат по приватни медиуми да испратете ни снимка. Значи тоа се многу лоши работи. А ако се сеќаваш кога го промовиравме ова истражување во Скопје, имаше представници од македонската радиотелевизија кои што тогаш дознаа некои податоци за македонска. Да, се сеќавам. И се зачудија. Се сеќавам вработени што работат таму. Да, вработени во македонската радиотелевизија им беше чудно она што го зборувавме ние, што сме го истражили, што сме дознали информации, како е ова можно, ние прв пат слушаме дека немаме дописници, дека немаме возила и така натаму и така натаму. Саше, одиме со Оливера, дали проблемите со кои што се соочуваат новинарите влијаат на објективноста на новинарството? Оливера Жежова од регионална телевизија Стар. Pa mislim da sekoj novinar koji što je profesionalan si je vrši svoja ta rabota profesionalno, nezavisno od problemite su koji što se soočuva. Mislim da nema novinar i novinarska kuća na lokalnom ili na regionalno nivo koje što ne se soočuva su seriozni ekonomski problemi. Međutim, verujem da to kaj nikoj ne je pričina da se pogazat standardite i profesionalните принципи на работа. Имате ли надежда дека може би ќе биде пообјективно, по-добро новинарство во иднина? To zavisi od sekoj pojedinec. Koliko sekoj pojedinačno se potrudi da go dade svojot maksimum, toliko i nadežite će bidat pogolemi. Znači, ne samo da čekame neko od nadvor da ni gi reši rabotite. Prvo treba nije site, da si go najdeme sobstveno to mesto, sobstveniot motiv i da držime do sobstveno to dostoinstvo. Na toj način verujem da će se podobrati rabotite. Забелешката на ова е, Саша, била процедурална. Процедурално, добро. Парламентарни, демократски сме, јас си алувам. Се мачам? Алувам. Си алувам. Да. Одиме со снимки, мораме многу побрзо да одиме со снимки, како и секогаш доаѓаме до крај. Втора сезона мора да размислуваме и за проширување на терминал, не очигледно. Не, многу е. Мора да склопиме се во едно. Зоран Фидановски за бизнисот и политиката, колку тој влијае во новинарството? Па јас лично сметам дека да. Мислам дека може да бидат објективни, има простор за изразување, има простор за професионална и одговорна работа, за соопштување на вистината и фактите, она што е и пред се задача на новинарите, или барем како што ние сме учеле и како што ја перципира светот. Иако денеска гледаме и на глобален план на многу измени и промени во новинарството и медиумите воопшто, технологиите си го прават своето, динамиката на комуникација е страотна и таа си носи своји промени, нели? И неминовно ги носи промените и во новинарството. Така да јас лично сметам дека може да се биде објективен, сега колку и како реално тоа функционира, тоа е веќе друго прашање. Ова дефинитивно не беше Зоран. Не е Зоран Видановски. Ова беше Јасмина Биронски, која што зборуваше за тоа дали може да бидат објективни. Океј, следно ќе ослушнеме Зоран Видановски. Да, што најави Игор, зашто сега оди? Да, за бизнисот и политиката, тоа е. И медиумите. Да. Бизнис, политички центри на моќ од секој сакале да влијаат врз работата на медиумите и да прават притисок, насочувајќи или фокусирајќи го или дефокусирајќи го јавното мислење или јавниот интерес, а основни представници на јавниот интерес се новинарите и медиумите. Имало и секогаш ќе има според мене. Не само кај нас, го има секаде во светот. Меѓутоа, медиумите мора да станат отпорни на тоа. Затоа, сите тие што го водат менаџерски медиумот, не смеат да подлегнат на притисокот да дозволат медиумите да скријат некоја работа само затоа што некој субјект или некој бизнис е голем рекламер кај нив. За жал, многу ретки такви прилики имаме. Све другото е прикривање на таквите факти. Мораме да бидеме самокритични, многумина од нас, ќе се кажам, вистинските новинари сме виновни што дозволиме нашата професија да падне на вакви ниски гранки. Ќе дозволите еден жаргон што го употребувам.
се дозволи секоја шуша да стане новинар и затоа паднаа критериумите и затоа може да не се оспорува објективноста. Многу од нив новинарството го гледат како отскочна штица за некоја друга професија, за некое друго место, најчесто или во државни институции или во некоја добростоечка компанија. Добар дел од нив новинарството го сметаат дека треба да му служат на некого, па цел живот тие служат на некого и тука се губи објективноста. Свети Онер, се исплашив. Добро. Се исплашив дека не ги слушнем мометите внатре. Океј, тоа беше Зоран Фидановски, секоја шуша да биде новинар, тоа го употребија, не знам што е тоа. Тоа не вика тутурутка. Случаен тутурутка, еди тоа, ајде, што е. Не знам, чека да видам дали го има тој збор во македонскиот речник. Што е тоа, но, значи, да, дека нема. Види, ние Зоран Фидановски, Женета Трајковски, Јасмина Миронски ги снимивме вчера во Скопје. Вчера во Скопје, па не може се да има. Шуша. Google не знае се. Во Скопје на... Шушана ми излегува. Немој, шушаната мора. Значи, во Скопје на конференција за медиумска писменост и токму, мислам дека представник на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги изјави таму и кажа, во последните години, вели, многу се вложуваше, многу се обучуваа новинарите како да пишуваат објективно, како да бидат професионални и така натаму. Значи обуки на новинари имаше многу, за да знаат како да пишуваат. За кај збориш? Во Македонија. Аха. И вели, можеби е време обуките, информациите да се насочат кон оние кои што ги примаат, за да знаат како да разликуваат. Тоа е во врска со лажните вести, во врска со медиумската писменост. А јас прокоментирав потоа со Жанета надвор и со други колеги, можеби е време да се обучуваат малку собствениците на медиуми какви новинари да примаат, какви кадри да примаат, да не примаат шуши, што би рекол Зоран Фидановски, да не примаат, сигурно нешто многу лошо. Да не примаат несоодветни луѓе, да не примаат по секоја цена. Некој дојди таму да говориш, дојди таму ќе кажеш, ќе го збориш на радиото. Шуша. Значи, да примаат квалитетни кадри, школувани кадри, не е случајно што ние имаме факултети за новинарство. Така е. Така да, значи... Добар момент да кажеме дека сите оние кои што сакаат да запишат новинарство, нека се запишат на угада. И ќе може да дадат со нас овде. Да. Ова е лабораторија за новинарство. Така е. Одиме со снимки за Викторија Димитрова Јованова, дека треба се ослободиме, истото сличното што го од шушите да се ослободиме од манипулаторите кои што ја уништија. Ова и беше од срце кажано, мислам дека така и лежеше на срце и на многумина новинари слично. За да имаме објективно новинарство, треба од собствените редови да си ги изчистиме манипулаторите и пропагаторите, кои во изминатите 10 години ние уништија професијата и воопшто сликата за новинарството и за еден новинар-репортер. Ни продаваат приказки дека токму тие манипулатори и пропагатори дека се новинари, а всушност немат напишано ниту една вест, а тие не ги продаваат приказните. Создава генерална слика дека сите се новинари така. Така. Да, тоа е наречи искрено срце. Наречи се слично со она што кажа Зоки. Ова се вели ниско по земја. Така, лизгачки стар. Лизгачки. Во фудбалот нема никош да ти рече некој лизгачи, дека клизачи, оди му клизачи. Да. Имаш другар фудбалер, знам. Ти кажува веројатно. Оливера за сензационализмот и тоа е, да речам, еден аспект на новинарството кој што зошто ова е добар, многу е сложена тема, може да се опфати од многу аспекти. Сензационализмот е посебна приказна. Да, ама ова е зошто понекогаш и кликбайт информација. Да, зошто понекогаш новинарот свесно или несвесно објективноста ќе ја замени со атрактивност и нешто што ќе привлече внимание, што не е така добро, ама објаснување зошто понекогаш така новинарите би постапиле. Запусти клик. Токму така, слушаме. Па мислам дека трката по сензационализам и по желбата на луѓето да добијат атрактивна информација за која што малку водат сметка дали веродостојно го прави тоа. Бидејќи кога ќе сакаш работите да ги прикажеш на пообјективен начин, тогаш мораш да дадеш и малку посувопарна вест која што сама по себе не е толку атрактивна и сензационалистичка каков што за жал стана вкусот на луѓето во последно време.
Дали ние новинарите секогаш треба да го следиме вкусот или на некој начин треба да го креираме вкусот, во смисла ако постојано следиме ќе одиме постојано со такви сензационалистички вести, така? Треба се најде некој баланс. Значи ние мораме да бидеме атрактивни затоа што атрактивноста е она по која што секој новинар се разликува од другиот и она што ја дава вистинската слика за одреден медиум. Меѓутоа од друга страна новинарството или медиумите секогаш биле тие кои што имаат неголема одговорност во креирањето на вкусот, на стандардите и на нормите во едно општество. Така што мора да направиме една комбинација атрактивност да, меѓутоа не по секоја цена, туку една атрактивност која што ќе биде подкрепена со факти, со вистинити настани, со објективни настани во рамките на она што е можност на една куќа. Да, токму така, значи барајки гледаност, слушаност и често пати ние тоа објективното ќе го замениме со конструкција, да ги извртиме малку работите, она што е, да не започнеме со она што е најважното, туку она што најмногу ќе привлече внимание. Ја затоа мислев некој да не испрати такви наслови, може јас ќе отворам, можеби ќе најдам и денеска такви наслови. Ќе најдеш, како не. Сигурно. Јас ќе исполнам подоцна и овие заклучоци кои што ни се во овој труд кој што го споделивме. Одиме да слушнеме за пижама новинари. Да, интересно Тоа е нешто слично нешто што го зафати модерното новинарство, пижама новинарство го викаат, оние кои што си седат дома и си конструираат вести. Да, и зошто немаме нели нови генерации, што е со новите генерации и што е воопшто со интересот за новинарството? Весна Крстева ја слушаме. Вистинскиот репортер, новинар кој известува од терен, ги има се помалку и едноставно како во преден план дојда оние што ги нарекуваме во последно време пиџама новинари, кои што работат од дома и едноставно ги презимаат информациите на некои од новинарите кои што еве со труд и мака ја работат својата професија. Пижама новинарство. Добро, го има тоа, ќе си седи дома, ќе земе од овој, ќе земе од оној. Да, и нешто конструираат, стават малку зачини, имаат манџа. И толку, во секој случај. Имаат невкусна манџа. Мораме да ги изодиме сите овие снимки за немање нова генерација на новинари и тоа е навистина жално. Ние истиот тренд го забележуваме и на студиската програма по новинарство и односи со јавноста, каде што има се помалце интерес од страна на студентите, иако можам слободно да кажам, со оглед на тоа дека јас сум дипломиран на друг универзитет по новинарство, можам слободно да кажам дека универзитетот Гоце Делчев ги има најдобрите услови за новинари. Барем за новинари можам да кажам дефинитивно. Дека јас сум студирал на друг факултет. Можам да кажам дека дефинитивно имаат одлични услови. Она што, да речем, јас на универзитет во САД го видов, ние го имаме сличното, само помали размери, да речем. Што е нормално сепак. Ако тие имаат две огромни студија, ние имаме едно мало студио. Ако тие имаат 300.000 евра на долари на располагање годишно, 400, ние имаме 0. Добро, ама работиме. Да. Океј, одиме со тоа дека нема нова генерација на новинари. Мораме да имаме предвид дека немаме нова генерација на новинари, имаме се помал интерес од новите генерации да влезат во новинарската професија и мислам дека наша улогата на високообразовните институции, улогата на медиумите, на невладиниот сектор е да ја промовира професијата и уште еднаш да ги извлече позитивните аспекти. Само тука имаме шанса за да новинарството преживее и биде онакво како што и треба на државата и на граѓаните во Македонија. Дефинитивно тоа е огромен проблем затоа што немаме млада генерација на новинари. Јас сега веќе сум во некоја не толку млада генерација, не сум студент, меѓутоа навистина и на локално ниво може забележи дека нема млада генерација на новинари. Да, па нема, ако велиме дека се помалку ги има и како студенти, значи лоша е работата. Дури да речеме да не се студенти по новинарство, да, и да не сака да работат. Многу тешко се одлучуваат, сега тоа. Не за мене кој ми текнува сега на Мартин само ми текнува од помладите, меѓутоа и тој не е директно вклучен во новинарството, туку некако спортско новинарство, водителство. Така, за жале гледам денеска видов еве Сабина Трајкова која што е студент од Универзитетот Гоце Делчев, работи таму во локална телевизија во Радовиш, кај што забележав постираат, се обидува нешто да работи. Нашата Николина исто така студент, таа се занимава пак со новинарство, малку од поинак поразлично, да.
и Да. новите нешто малку потешко. Во Скопје имаме студенти на нашите студии по новинарство кои што се обидуваат во меѓувреме да се занимаваат со нешто друго. Мора некако да се врати не до вербата во новинарската професија, не во новинарите. Самите новинари да се ја вратат до вербата кај себе. А тука има многу улога и ЗНМ и воопшто сите новинари и агенцијата. И сега мислам дека време е... Да, во овие заклучоци кои што ги оставивме за крај, Зоран Фидановски кој што е активен, прилично активен и во Сдруженијето на новинари и во агенцијата за регулаторот тело, ја кажам многу му е долго името, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Порано Совет за радиодифузија. Порано СРД. Зоран Фидановски збори за што може агенцијата да направи, да речем, во подобрување на новинарството. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги може да им укаже на медиумите. И јас се залагам постојано да им укаже. Затоа што погрешно е според мене агенцијата да казнува за етика. Етички прашања не може да се санкционираат со закон. Но може постојано да укаже да се држат до професионалните стандарди и да не промовираат дезинформација и пропаганда. И тоа треба да го прави агенцијата. Понатаму, треба агенцијата да се залага за засилена примена или користење на медиумската писменост. Агенцијата е дел и е многу активен играч, а може да кажам во тоа поле. Заедно со Македонскиот институт за медиуми и редица други институции и невладени организации, заеднички функционираат во една мрежа за медиумска писменост. Сите тие чекови мора постојано да се поттикнуваат и да даваат еден нов момент, да се фаќат постојано чекорот со времето, за да се застане на патот на таа пропаганда, на тие дезинформации, на тој фейк ньюс. Незината стружна служба според мене има капацитет да одговори на сите работи предизвици што стојат на патот. Без дилема тука сум убеден. Второ, за жал во минатото честопати имаше повеќе примери кога заклучоци определени за завршени работи се политизираат непотребно од водечките луѓе. Кога мислам водечките луѓе, на некои членови на Совет, можеби претходно и немаше директор, нели? Затоа што претходно и функционираше како Совет за радиодифузија, кои што се обидуваат да политизираат и да ги стават сите медиуми во ист кош. Ете, она што може да се забележи е тоа дека се зборува за тоа. Јас дури сега ја ставив анкетата, дали им верувате на медиумите? Се верува ли? Добре, нека стои, ќе видиме. Колку може да бидам идиот? Јас реков дека нешто ќе можеш. Ако има некој кој што ментално не следи, нека гласа дали им верувате на медиумите. Мене ако неколку можам да видам и тоа нека да биде тоа прашањето. Но да ти кажам, на пример, утрово, пример еден од денеска како не се работи новинарство според мене. Денеска имаше сообраќајка кај маџари, ако не се лажам, кај што загина еден полицаец, сеќаваш Игор, значи сообраќајка, загина полицаец, удари воз во возило и загина полицаец и почнаа да пишуваат нели кој што е, како е, и еден наслов имаше: кој е полицаецот кој што загина кај маџари? На рампата кај маџари. И отвараш и внатре. Во толку и толку часот се случи, удари воз во возило, загина полицаец, се работи нормална вест. А насловот, кој е полицаецот кој што загина? Да, само за да кликнеш, така? Да, многу тие кликови мислам дека многу. Тој бе те нервираат особено. Ониме за крај мораме да привршуваме улогата на Сдруженијето на новинари. Според мене, а и според многу новинари, како се вика, Сдруженијето на новинари одигра клучна улога во изминатите 10 на 15 години. И се надевам дека уште ќе игра. И се надевам дека ќе игра се уште во подобрување или во бранење на доброто новинарство и заштита на доброто новинарство. И мислам дека тоа мислење го дели и Зоран Фидановски, го слушаме во продолжение. За нама во претходниот период израсна и се таблираше во бренд во новинарството и мислам дека стигна до позиција да ни едно важно прашање кој што поврзано со медиумите во Македонија, особено со професионалните стандарди, да не може да биде отворено без да се побара мислење за тоа од ЗНМ. Тоа е сработено од нас, членовите на Сдруженијето, и тој тренд треба и да продолжи. Наша следна цел е да успееме да ја одржиме професијата,
да бидеме значи не само новинари како новинари, туку вистински новинари, објективни, кои што ќе успеат да одолеат на притисокот на сите тие пропагандисти или сите промотори на фейк ньюс. Океј, тоа е тоа. Значи, генерално, Сдруженијето на новинари мора се подржи граѓаните да не реагираат, да кажам, без при тоа да ги соберат сите информации кога станува збор за Сдруженијето на новинари. Тоа е единствената организација која што работи на професионализација на новинарството. Сосема за крај заклучокот од истражувањето кој што ми го прати професорот Страшко Стојановски. Вели, од спроведеното истражување може да се заклучи дека значително опаѓа гледаноста на така наречените мејнстрим медиуми, а се зголемува информирањето преку интернет мрежите, што е еден логичен заклучок кој што на сите ни е јасен. Меѓутоа има интересен податок и за поминатото време на социјалните медиуми, која што е значително малку и не е толку многу колку што ние мислиме. Овој патува вели на заклучокот дека во иднина политичката мобилизација се поинтензивно ќе се води на социјалните мрежи и ова може да биде малку дискутабилно заради тоа што и на социјалните мрежи рекламите кои што ги восприемаат посетителите не се на ист начин како оние на мејнстрим медиумите, меѓутоа тука е простор за дебата. Во насока на гледаноста, во периодот од април 2017 провладините телевизиски канали имаат поголема гледаност од проопозицијските настроени медиуми, меѓутоа ваквата состојба, барем според професорот, се темели на гледаноста на неинформативните содржини, како забавни програми, шоу, серија, турски серии и така натаму. Тоа е веќе сосема една друга приказна околу тоа како прават гледаност телевизиите, посебно телевизиите, на кој начин. Турски серии, да. Да, и дали таа гледаност значи некоја влијателност и релевантност, да, апсолутно тоа е може би ќе продаде реклама меѓутоа. Да, ма колку е релевантно, а да, за влијание, имаат влијание, да, имаат влијание, ама колку се релевантни, тоа е друга работа, со вестите или со она што го имаат, она што треба да биде вистинската новинарска работа. Бројката не мора секојаш да значи дека нешто е добро. Gangnam Style имаше, не знам, милиарди гледаност на YouTube и не беше добро. Исто сега има некои нови видеа кои што имаат дислайкови многу на YouTube, меѓутоа имаат голема гледаност. Тоа не значи дека луѓето го сакаат тоа што го гледаат. Во секој случај може да заклучиме дека во право се повеќе од нашите колеги кои што велат дека новинарите дефинитивно оние кои што се професионалци и сакаат се одлучиле да го работат новинарството затоа што навистина сакаат да го работат, сакаат да бидат објективни. Меѓутоа, мислам дека годините зад нас, не сакам да прецизирам колку, направија многу голема штета на медиумите, ги направија зависни од владини пари, од државни пари, го уништија пазарот на реклами, медиумскиот пазар, и затоа новинарите често пати колку и да сакаат да бидат објективни, дури и таму се на некој начин ограничени, често пати соочени со самоцензура. За крај ќе споменам и за цензурата. Во едно истражување во Македонија, во Република Македонија, на прашањето за новинарите дали постои цензура во медиумите во Македонија, само 1,52% кажале воопшто не постои. Само толку. Многу малку. 30% велат цензурата е редовно присутна. Таа е забранета сустав. Цензурата е редовно присутна кај 30% од новинарите. Кај 53% од новинарите постои делумна цензура, одговориле. Ете, уште еден доказ како стојат работите, за жал. Многу се нервирам кога зборувам. Но од се ова мене ме радува што нашите колеги, моите и твоите, Игор, веруваат дека сакаат новинарите да бидат објективни и дека можат да бидат. Сега, колку медиумите ќе има возможат, колку медиумскиот простор ќе има возможи, многу зависи од тоа како ќе се спроведат тие реформи, какви закони ќе се донесат во медиумската сфера, колку ќе се реформира македонската радио телевизија, колку ќе бидат платени новинарите, затоа што не можеш ти да одиш со сопствено возило на настани и тоа да не ти го платат, да немаш основни средства. Така е. Значи, јас сосема за крај, само потоа ќе се одјавиме, сосема за крај ќе кажам и до слушателите и до гледачите и до сите оние конзументи на медиуми. Поддржите го доброто новинарство, а не го поддржувате лошото новинарство. Ако видите дека некој портал еднаш ве мами со наслов, не го кликајте повторно. Поддржите и кликнете нешто што сметате дека е добро новинарство, постојано кликајте го, споделувајте го на Facebook, така ќе направите поддршка на доброто новинарство, а ќе го елиминирате лошото. Токму така.
Фала, како децата. Да, тука сме веќе на крај и се Ајде надевам сега, дека ќе овозможиме ние новинарите ќе дадеме доволно причини на гледачите, слушателите, граѓаните да ни веруваат и да знаат дека сакаме да бидеме објективни, а оние кои што одлучуваат за тоа каква ќе биде медиумската сфера со законите кои што се донесуваат и собствениците на медиуми ќе овозможат нивните новинари на вистина да бидат објективни, да служат на граѓаните, не да служат на одредени кругови кои што не се далеку се од граѓаните. Тоа се бизнес елити, политички кругови, политички партии и така натаму и така натаму. Размислувам сега што да ни биде тема последната емисија. Еве јас ќе ги повикам нашите слушатели на facebook.com/UGDFM да ни кажат што да ни биде последната емисија, последната тема и дали да ни биде подолга. Постои ли Дедо Мраз? Да. Што сакате да ви донесе Дедо Мраз? Што друго може да биде темата? Ајде, да ние ќе ги оставиме тие да размислуваат и ние ќе се одјавиме, така? Толку така, толку за из ова издание на Ненокина програма, предпоследно во 2018 година, се надеваме фаќа веќе новогодишната, новогодишната еуфорија и можеме само да ви благодариме што бевте со нас, верувајте на новинарите, доколку не треба да им се верува, кажете го тоа на начин на кој што ќе придонесете да се менуваат и се разбира, останете со Универзитетското радио UGDFM. Ова беше уште едно издание на Ненокина програма. Уредници и водители на Ненокина програма на UGDFM Игор Стојанов и Тони Михилов, главен одговорен уредник на UGDFM Игор Стојанов, а технички реализатор Александар Максимов. Продукција Радио UGDFM, што сме денеска 19 декември 2018. Фала, чао. She's sweet but a psycho, a little